сваќаат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Слава ти, Господе Исусе Христе! Ја озвучуваме оваа книга во духот времето на скрбизмот, време на скрбизам. По повод 10 годишнината од возобновувањето на театарот Скрби и утеха. Првиот Скрби и утеха 1895 формиран во Софија Средец од Воља Поп Ѓорѓев Чернодрински. На 13 мај 1901 ја игра представата Македонска крвава свадба во салонот Славјанска беседа во Софија. Ние го возобновивме тој театар и овде се раскажува ни се што поминавме, обидувајќи да се создаваме македонска национална култура. Озвучуваме 59-та страна, значи книгата е издадена 98-ма, пишувана од 1988 кога го возобновивме театарот, точно на 10 годишнината. Се разбира, не сме добиле средства за издавање од Министерството за култура. Секогаш кога имавме 10 години, 20 години, 30, не добивавме ни премиера, ни книга. Тоа покажува каков е тој однос. Друг театар што се именува Скрби и утеха нема. Значи првиот Скрби и утеха, вториот, би требало по некој логичен след на Божјите работи да има и трет Скрби и утеха. Може би духовниот, за театарската јанза. Во келавата П на ЮНЕСКО ја разложивме химната. Малку ја успоривме. Во чекајќи го Годо, ние чекаме да дојде некој да ни каже од каде почнува границата. Ние чекавме пред една граница. Чекавме пред една карта. Едниот дел од картата, актерката Зорица Панцич, која го играше ликот на Поцо, тој е оној кој доаѓа кај двајцата кои чекаат со камшик врака и со еден човек врзан на синџир како животно. Тој е Европејскиот сојуз, Лики Кети Дончевска. Едниот дел од картата ми го даваше мене како на Естрагон. Другиот на Ердоан Максут како на Владимир. На белата карта во дупката од откинатите парчиња се препознаваше картата на Република Македонија. И тогаш ни рекла, кои сте вие да ја делите Македонија? Беше тоа декември 93-та. Видете, денеска тоа станува полека, се материализира под притисок на вашиот стратешки партнер кој ја продава и прави тиранска платформа. Грците прават еден договор со албанците, друг договор со бугарите, трет договор. Сега се треба уште србите, тие се под притисок. Европска унија, трет договор. Декември 93-та, келавата П беше во март 93-та. Годо беше 93-та. Во декември беше, чекајќи го Годо, келавата П во март. Иако тогаш таа 93-та, тие сцени врз публиката по извесен период делуваа шокантно. По извесен период станаа дел од реалноста. Или многу поверојатна категорија остварлива. Македонија го смени името и знамето. Македонските албанци сонуваат за Илирида, денеска има тиранска платформа Голема Албанија. Значи во Македонија се албанизира, се прави албанска култура, се воведува втори јазик, додека македонците во Косово и Албанија си пишуваат на албански. И ти едноставно во еден момент сваќаш дека Македонија се турка во голема албанска држава за сметка на незините соседи. Затоа сега кога ќе почнеме нова представа, ме фаќа некаква јанза дека понекогаш театарот ги предвидува настаните кои допрвин треба да се случат. Ме фаќа некоја јанза дека таа Зајди сонце која ја почнувавме нашата нова премиера да не ни се случи по некоја година и нам. Зајди сонце. Зајди сонце на македонскиот народец, кој полека се рути и се дорутува и на крајот се претвара во историска категорија на минато свршено време. Денеска би рекол во духовно трајање, бидејќи е запишан во Новиот Завет на Светото Писмо и покрај израелците кои имаат завет со Бог, македонците кои го повикуваат Бог. Исусе дојди во Македонија и помогни ми, апостол Павле, сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, запишал се мокниот Бог, не можат ниту нашите соседи постмакедонски идентитети да го избришат. Одам на пробите на Зајди сонце и се повеќе ме тресе таа клета јанза, с краја да е Исус со мене, македонци мои. 60-та страна, времето на скрбизмот. Трите гроша на театарот во Корча.
Граничарите или цариниците не пуштија да влеземе во Албанија. Слободан Дончевски се јавуваше во Министерството за култура, де во театарот Андон закоча и упи во Корча, каде што требаше вечерта да имаме представа, но попусто. Не помогна ни писмото со кое не канат на гостувањето, ниту фактот дека Слободан бил во албанската амбасада во Скопје му потврдиле дека ќе не пуштат. Нас не покани Македонско здружение Мала Преспа да дојдеме со келавата П и со чекајки го Годо. И ние се спакувавме и тргнавме и ете ни се испречи граничната рампа кај манастирскиот комплекс Свети Наум. Беше топол августовски ден покрај Охридските води. Седиме во манастирот и умуваме со Свети Наум што да сториме понатаму. Кога ете го од Езерскиот брег како да не го донесе Господ Исус, ристе од пустец продава сунгерчиња на плажата. Ние го запознавме претходно кога со Слободан бевме да го договориме гостувањето во Корча. Ни се изначуди тој нам и ние нему, потоа тргнавме, премостивме Галичица, се спуштивме на преминот кај Мала Преспа, откако ни кажа дека таму цариниците се македонци ќе не пуштат да влеземе. Се разбира, влеговме во Албанија. Друмевме по еден див пат и со час и половина закаснување пристигнавме во Корча. Пазете, таму не пречека никој, како да знаеа дека рампата ни е спуштена. Во театарот албанската телевизија ја снимаше представата Опера за 3 гроша, да не стигнеме случајно па да има представа на Бертолд Брехт. Утредент имавме денски една келава П со избрана и на прсти бројана публика. Некој од женскиот дел од Скрби утеха, некој на женскиот дел и мокарал мајка преку прозорецот на една гримиорна каде што се преслекувавме. Книгите кои беа дар од македонска книга за македонците во Албанија и исчезнаа ноќта од автобусот. Тој беше паркиран во кругот на Радио Корча. Радио. Директорот на радиото беше на службен пат и не се сретна со Скрби утеха. Утредента игравме на сред село во Пустец, на една испукана црвеница. Беше тоа представа која ќе ја паметам сиот живот. Одрумивме после представата за Македонијот и во 18 часот требаше да се спушти граничната рампа од страната на Мала Преспа. Спуштената рампа кај Свети Наум, Митре и неговите сунгерчиња, друмиме преку грбот на планината, 3 гроша на театарот во Корча и една пцовка за добре дојде. Книгите исчезнуваат во ноќта од автобусот паркиран во Радио Корча, душата на испуканата црвеница во Пустец, на солзените очи на публиката. Сепак ја издржавме и таа проба на театарската верба со помош на Исуса Христа, Бога нашега, на островот град во преграб со преспанската вода, самува црквичето на Самуила. Изградено и изгрубено со потписи на фреските на влезот во црквата, со имиња на војници кои служат војска во албанската армија. На вистина скрби утеха, тоа беа тие битки. И често, најсетне, највеќе, најпојќе, македонскиот систем и администрација, држава не застануваше зад нас. Ни велеа ни правите проблеми со соседите. Ние ви правиме проблеми, испадна дека проблеми имаме ние. Ние сме проблемот, зашто сме народил Господ македонците. За театарското Зедисонце. Еднаш Слободанка Чичевска го доби текстот, ја виде представата на видеолента, дојде и одигра 2 представи една по друга, по таа толку спомнувана Ние. Немаше ниту една проба. Еднаш Владо Денчов сними 40 песни за радио касета, песни кои ги доби тогаш пред снимањето, кои требаше да ги снимам јасно, се слушаше некој шум прикажување на поезијата на осветливите микрофони. Тој ги сними без ни една проба. И во таа иста Ние, 7 дена пред премиерата, откако еден мој студент мораше да си замине, бидејќи него учеше текстот. Повторно улогата негова ја земав јас, а мојата Владо Денчов и бидна и тоа чудо со многу малку проби. Ми велат актерите, каков е овој студент, не учи текст. Истиот е и денеска. Се занимава со нешто друго. Пред да се појави со себе афирмација, да се појави режисерот, театарските тајфи ги спремале представите за 3 дена. Се е можно доколку си има посветеност кон таа театарска сцена. Се е можно. И ете пред Зајдисонце,
Додека друмуваме со пробите една актерка, после некоја неуспешна проба ни вели дека без таа и таа актерка ќе нема представа во Скрби утеха. Другата пак актерка исто кој го вели за првата. Без таа и таа актерка ќе нема представа. Не знам, можеби тие двете на некој начин, нивен начин. Секој си ја бара својата правда, вели Исус. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Можеби се во право. После откако тие двете без кои нема представа си заминаа, слава ти Господи Исусе Христе, од зајди сонце, откако тоа ќе се случи, откако навистина ќе зајде сонцето и ќе се појави глувата театарска ног длабоко во себе, знам дека тие беа во право. Ќе нема представа во која навистина ќе има кавги, непочитување на сценскиот кодекс, самовилна суетна игра за себе. Навистина ќе нема таква представа и затоа додека ја ослушувам глувата театарска ног, знам дека ќе нема таква представа, се разбира без таа и таа актерка. Во глувата театарска ног, осветлена од бескрајните трепкачи, од темнината, звездите, душите на актерите кои се сакаат себе си во уметноста, наместо уметноста во себе. Раскрсница на глувата театарска вечеринка, актери мои. 63-та страна од времето на скрбизмот, книга по повод 10 години скрби утеха. Ја озвучуваме за да се дознае низ какви се битки овој процес на негирање денеска на македонската култура е почнат 88 година. Скриената душа на македонскиот опстој. Друмот кој требаше 63-та страна да се мине од Скопје до Малме не беше покриен со цвеќиња. Стефче Ацевски од Малме разбрал за театарот преку неделниците Дело и Македонско сонце и преку своите роднини ме пронајде. Минаа денови во преписка, факсови, телефонски разговори во кои се прекршуваше нашата вера, љубов и надеж. И бидна, слава ти Исусе. Визите за Шведска ги добивме 3 дена пред поаѓањето. Се разбира, мораше сето тоа да се поттурне од оваа или од онаа страна на македонскиот народ. Патот за Малме минуваше преку Софија. Авионскиот билет оттаму беше половина цена од Скопје. Пиевме кафе во мугрите во Софија и не облеваат сончевите лачи. Беше тоа дел од македонската топлина. Скрби утеха во Средец. Подоцна кога добивме проект 2021 година, Македонскиот културен центар во Софија се исплаши и не прими за волја на вистината. Министерството ни рече не мора да одите. Баш тогаш кога Бугарија вршеше притисок дека нема македонци. Точно 24-тиот час од нашето поаѓање почна древниот македонски ритуал со ние во театарот 23 во Малме. Ни трепереше душата. Не можам да ја помнам представата. Се сеќавам дека сето тоа беше еден древен извор било од кој бликаше чиста сила и љубов и енергија. Плаче дел од публиката. Одигравме 4 представи во Шведска, која од која за паметење. И има уште многу да се зборува за таа турнеја. За сето тоа што го доживеавме таа света недела. Запаливме свеќи во црквата со такво име во центарот на Софија. Навистина, редок момент на возвишено чувство за актерите носиме од гостувањето по иницијатива на Стефче Ацевски и под покровителство на Македонскиот сојуз во Шведска. И сега, додека понекогаш во паузите на пробите на Зајдисонце самувам во тишината, ми доаѓа гласот на Чичко Иван Треневски од Борос, кој гласно размислуваше: кога ќе умрам, каде да ме закопаат? Овде во Шведска или там долу Македонија? Во длабоките очи на Чичко Иван пропаѓам и повторно ја доигрувам представата ние. Длабок е тој сценски обреден ритуал кој ви ја допира скриената душа на македонскиот опстој. Драги театарски пријатели, да, така беше тоа. Трите точки на онаа што пее, 64-та страна, времето на скрбизмот. По повод 10 години битки на театарот Скрби утеха со цензурата. Трите точки на онаа што пее. Поделбата во Келавата П ја направивме со Гоце Ристевски во една сладкарница. Владо Денчов веројатно имаше некоја работа и не беше со нас. Ние така навејани од денот, навејани
од магијата во наводници која ја запиша Лежан Ионеско, седнавме во таа сладкарница, составувавме актерска тајфа која ќе може да патува низ таа толку спомнувана П со 3 точки. 3 точки и многу дилеми, па зошто ви требало тоа П и слично. Тајфата која ја споивме во сладкарницата се додржа до таа келава П, ја одигра представата, освои многу театарски празнини и како простор и како духовна вредност. Играше таа тајфа во дворот на клиника за психијатрија, во село Велестово на Дохрид, во село Пустец, Мала Преспа, Албанија и на други места. Играше и пред деца на еден алтернативен фестивал. Се е можно ако театарот има свој кодекс кој му го покажува патот на неговата потреба за обстојување. Тргнавме од една сладкарница со Гоце Ристевски така навејани од денот. Не се сеќавам дали беше есен или зима или пролет или лето, дали воопшто јадевме од сладките или пак подпивнувавме од македонското црвено винце. Не се сеќавам. Знам дека ја составивме актерската тајфа за келавата П. Знам дека баш тој ден не беше со наш режисерот Владо Денчов. Сакам да ви раскажам, драги театарски читатели, дека во скрби и утеха никогаш немало нека остра граница меѓу режисерот, актерите, драматургот, авторите на музиката, костимите. Секогаш авторството било еден креативен чин со апсолутна слобода во изразувањето. Се разбира во рамките на кодексот на театарот кој можете да го прочитате во оваа книга, ќе го прочитам на крајот. Таму во тој кодекс се содржи сета слобода на сценските сонувачи на скрби и утеха. Седнавме така навејани од денот со Гоце Ристевски во една сладкарница. Таму, на тоа место, ги ставивме 3 точки на таа П, на онаа што пее. 65-та страна, за мечот и песната. На 18 октомври со кафесот Коневски бевме гости во Домот на културата во Тетово. Тамошниот литературен клуб го промовираше својот годишен поетски алманах. Представата мина добро, актери бевме Владо Денчов и јас, на пијано не придружуваше Весна Дајлевич. И тој кафес се случи во градот, во кој е пронајден критско-микенскиот меч, кој се чува во музеот на Македонија во Скопје. Тетово заскриено зад високата Шар планина. По представата на коктелот почнаа поетски читања од членовите на клубот, почнаа поетски читања кои полека се претворија во кавга преку поезијата. Едни на други си читаа памфлети со поезијата. Мислам дека се работеше за македонство, југословенско, за поделби, додека траеше поетската кавга, поетот албанец, шиптар, им се потмеваше за судбината им, потоа тој ги запеа сите химни на тоа тогашно југословенство, пеевме сите, освен Владо Денчов. Тој молчеше. Откако ни завршија песните си, зема збор и ни рече: убави мои, и продолжи да зборува. Така не се толкува и не се сака поезијата. Зборуваше 20 на минути тој актер. Зборуваше, секна песната, секна гласот. Зборуваше дека така не можеме да се однесуваме со поезијата. Но не го доврши говорот. Го излеков надвор, го грабнав и си заминавме од Тетово. Имаше дискусии дали требаше да постапи или да не постапи така. Имаше. Патуваме таа ноќ во рамниот полог со чувство дека зад нас таму во културниот дом остана тетовските поети во зародишот на југословенското распаѓање. Полежани, положени полози на тоа распаѓање на поетското во секого од нив како последица на југословенските состојби. Денеска Тетово е комплетно албанизирано, речи си македонска култура таму, многу малку. Беше тоа дел од кафезот на југословенството, кафезот на Блаже К. Ја пресече песната македонскиот актер, не му се додржа душата во градот во кој е пронајден критско-микенскиот меч, сега положен во музеот на Македонија, што покажува дека Македонија има врска со Критско, со Тројанската војна. Во залог на тој меч, па таму се спомнати мигдонците, макдонците, армакедонците. Во залог на недопеаната песна, во залог на недовршената беседа, во залог на тој клет кафес, не носи рамниот полог низ темнините. Тој октомври, летото Господа во 1990, видите? Тука некаде. Есента на поетскиот збор на тенката линија на критско-микенскиот меч, тетовскиот. 66-та страна.
Обид да се прераскаже скрбизмот. Предходно Слободан Дончевски го зајми костимот за царот од Сдруженијето антички македонци од Велес. Потоа во чест на тој заем отидовме со Владо да им ја разубавиме вечерта по повод формирањето на Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ во градот на Рацина. Беше 21. ноември 1997, беше денот на предводникот на небесните свети војски Архангел Михаел. Знаете како функционираат тие свечености? Имаше говори, благодарници, поздрави, најавувања, срдечности, зборуваше и лидерот. Зборуваше. Потоа актерката, спикерот ги најави монолозите на Ристо Шишков и Александар Македонецот. Станавме, не понесе можеби бестелесната слава на Архангелот или пак Духот Исусов. Нас двајцата. Прв зборуваше Ристо Шишков, летна зборот на македонскиот актер, одлета и кога се чинеше дека отиде превисоко, се спушти и им ја окара мајката, тако беше текстот. Сите на сите, повторуваше Владо Тенчов. Што сторивте, настана нелагодна тишина. Потоа зборот довтаса до царот, што сторивте со себе, македонци мои, им рече и зборуваше, глаголеше. Грмна аплаузот, актерите се повлекоа на една маса во аголот на салата. На едниот од нив се уште му трепереше дланката, да не речам душата, се разбира од бестелесната сила на Архангелот. Михаел, на Исуса Христа, велат дека поголем аплауз добија Александар и Шишков од лидерот на партијата. Беше свети Архангел Михаел во градот на Рацина. Се почна од како Слободан го зајми костимот на царот, потоа Шишков и Александар го посетија Рацина. Се формираше Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ и имаше свое прво изведување монологот на Александар Македонецот од новата представа на Скрби и утеха Зајди сонце. Костимот на царот остана на надкасната во мојата соба. Лидерот ќе се обиде да ја добие следната изборна трка и да ја спаси Македонија. Александар и Шишков во бестелесната Архангел Михаилова војска ќе се обидат да се сретнат со Рацина. Скрби и утеха ќе се обиде да го одигра зајди сонцето на македонскиот народ. Едно дотрајано фиќо ја пресекува македонската земја во скутот на ноќта. Во него двајца актери, сонувачи, секој со сопствената тежина на скрбизмот чино дејствуваат во тишината. На надкасната, откако ќе се вратам дома, ме очекува костумот на македонскиот цар Александар. Престана трепетот на раката, но сега полека на оваа духовна кота се реси приказната. Во таа резкост ја ослушуваме ноќта, таа го превзема трепетот на раката, на душата. Ете, тоа е тој свет обид да се скрби, да се доскрбува, да се толкува собствената присутност во древно македонската приказна со силата на Духот Исусов. Не чека едно зајди сонце. Потоа нов изгрев, така и ови обид да се прераскаже скрбизмот не завршува. Трепери во глувоста на обидот да се прескокне слушањето на тоа незапирливо треперење. На крилјата на бестелесната Архангел Михаелова, Господова Исусова света фаланга, драги читатели. И последното, Вратата на Духот, 68 страна. Последните сцени од представата ги наскрби во пазувите на убавата Бистра. Овде кај што сум сега, острејки го погледот на Мавровското езерски води. Дојде време или доаѓаше времето на Зајди сонцето. Мирјана Тасевска Милошевиќ ја донесе Слободан еден летен ден, или таа го донесе него, се некако одеше како однапред да било пишано. Требаше да го играм Александар, царот, големиот човекот кој го сонуваше, мислеше дека го ослободува светот и се обидуваше да го обедини. Мирјана е биотерапевт. Мислам дека е мал тој збор за да се објасни нешто што е поврзано со Бога. Откако поминав кај неа во дружење, требаше да го играм царот. Во разговори, во дружење, таа на некој начин ме донесе и ми рече да се покаеш, да застанеш пред Бог и така натаму. Да влезам во духовно заедништво со Исус Христос како почетна категорија. Во театарот постојано зборувавме за неа, енергија, позитивна, негативна, зборувавме,
Никој не ја дефинирал каква е таа, од каде доаѓа, како се употребува за да биде полезна. Пазете, денеска тоа знам дека доаѓа во духот. Господи Исусе Христе, играј со мене. Ми се отвори духовната врата, кога ќе повикаш, играј со мене, отвори ми ги словата, мој Исусе. Можам да тргнам по тој светол пат, чекорам по буквите заедно со македонскиот цар, длабоко свесен дека без Мирјана, таа беше поттикнувач. Тоа ќе беше само имитација, фотокопирање, се работи за чинна вера, се работи за театарот и црквата, се работи за патека која може да се изоди за да му се поклоните на оној што е богат со дух. На Исус Христос, само на Господ мојот Бог му се поклонувам. Се разбира секој со собствената верба, како движечка сила на таа потреба да се биде, да се суштествува. Отиво прво во Јован, на почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото, Негово е Словото. Читатели мои театарски убави. Чекорам по буквите по Словото со македонскиот цар, обидувајќи се да ги благословувам тие букви, тие слова во дух и вистина со Исуса Христа. Амин. Блажени се бедните во дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.